Добар ден, почитувани. Ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци. Интензивен и бурен е детскиот развој. Децата, пред се оние од предучилишна возраст, се многу активни, па често се случуваат безопасни повреди, како што се модринки, гребаници или пак мали посекотини. Но понекогаш повредите може да бидат и посериозни, да дојде до исчешување на зглобот или до скршеница на коската. Правилната реакција на родителите при повреда на детето е исклучително важна. Што треба, а што не треба да направат. На оваа тема денеска разговараме со доктор Марко Николовски, детски хирург. Разговорот следува по рекламите, а емисијата ќе биде контактна. Останете на Телма. За најчестите повреди во детска возраст денеска разговараме со доктор Марко Николовски, детски хирург од старата градска болница, односно од Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски. Докторе, добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Народот знае да каже дека малите деца се како од гума и на тој начин објаснуваат дека не секој пат завршува со повреда. Што тоа значи? Дали малите деца всушност потешко се повредуваат во споредба со возрастните? Има ли разлика во коските кај младите, кај децата и кај повозрастните? Секако има разлика во составот на коските. Главната разлика помеѓу возрастните и децата е во тоа што коските кај децата имаат зони на раст кои што се отворени преку кои што коската расте. Тие кај возрастните ги нема. Тоа е едната разлика. Тие зони на раст фактички, освен што придонесуваат кон растот на коската, придонесуваат и кон зареснувањето на скршениците на еден начин. Другата главна разлика помеѓу децата и возрастните е во тоа што обвивката на коската која што исхранува коската е многу подебела и пополна со крвни садови од што кај возрастните. Поради тоа, некои од скршениците, например, воопшто не ја пробиваат таа обвивка на коската и таа помага полесно да зараснат скршениците. Од друга страна, децата имаат поинаков состав на коската. Уделот на органски и неоргански елементи во коската кај децата е поголем во корист на органските елементи, што ги прави многу поеластични коските кај децата. Кај возрастните соодветен, односно пропорционален удар врз основа на големината и врз основа на висината, да речеме, на пад, ќе предизвика, поверојатно е да предизвика скршеници од што кај децата, бидејќи нивните коски се поеластични и полесно се справуваат со стресот од повредата. Затоа и многумина можеби размислуваат дека детето е само мал човек. Не, има повеќе карактеристики по кои што децата се посебен ентитет, да. Сега, малите деца се многу активни, постојано паѓаат. Не секој пат ќе заврши со повреда. Да. Обично се забележуваат модринки, изгребаници, посекотини, но понекога се случуваат и посериозни повреди. Па на каков начин обично децата се повредуваат во домот? И на отворено? Интересна е таа констатација од еден од авторите на нашите учебници за скршеници во детската возраст, кој што вели дека малите повреди, кои што се најчести, се оние кои што доведуваат до тоа детето да стане подобро во ориентацијата кон околината, поминуваат без некои големи компликации, такви се обично заглавените или импактирани скршеници на коските, такви се простите скршеници од оние кои што не ги зафаќаат зглобовите, и тие доведуваат до тоа полесно да се лекуваат, без компликации завршуваат во нивното лекување, а кај детето предизвикуваат побрзо враќање, иако во краток период ќе го онеспособат за, да речеме, нормална активност, меѓутоа сепак лекувањето оди брзо, без некои особени интервенции и доведуваат до тоа детето побрзо да се врати на секојдневните активности, а него му ја зголемуваат само довербата
При наредниот пат кога ќе дојдат во контакт со слична ситуација. Секако тие минорни повреди се добри за детето, а опасни за детето секако се 5 главни ситуации. Едната е сообраќајни несреќи, што е логично, нели? Потоа пад од голема висина, при голема висина се подразбира висина поголема од што нивото на заседење на мебелот или можеби на сопствената висина, како на пример при некои справи за играње на игралиште. Потоа длабока вода, контакт со електрична струја, контакт со жешки површини или загреани тела. Тие се кои што предизвикуваат потешки повреди за лекување. Оние со кои што детето најчесто доаѓа во контакт, тие не предизвикуваат тешки повреди. Како што рековте вие, посекотини, модринки, понекоја проста скршеница. Родителите треба ли да бидат внимателни и при играта со своето дете, бидејќи понекогаш знаат бебето да го фрлаат во воздух па да го дочекаат во раце. Дали е тоа опасно? Во принцип, немаме многу случаи каде што родител го испуштил детето при такво фрлање. Верувам дека и самиот родител е свесен колку ќе си дозволи повеќе за возбуда на детето. Не е веројатно баш дека прават некои акробации со децата. Меѓутоа има одредени ситуации во кои што родителите треба да бидат свесни за тоа колку е осетливо детето. Имено до возраст од околу 3 години лактот е осетлив на така наречено исчашување на главичката на палечната коска. Имено лигаментот кој што ја држи стабилен во место во зглобот е лабав и знае да се случи да дозволи излегување на таа коска од лактот. Обично се случува и такви се најчести повредите кои доаѓаат кај нас. Кога го влече детето за рака, го носи некаде, а детето одеднаш нагло ќе ја повлече раката, сакајќи да отиде некаде каде што тоа замислило. Или во ситуации кога одеднаш ќе го повлечат за рачињата нагоре, како што рековте и вие, во форма на игра. Понекогаш ги врта децата на таков начин. И вртење на истиот начин. Родителите треба да знаат, особено тие што се родители по прв пат или кои што имаат многу малечки деца, тие помали од 3 години, дека дете во принцип на таа возраст треба да се фати за надлактицата, без разлика дали го подигаат или го влечат некаде да оди со нив, или пак како сакаат да го подигнат за да го седнат некаде. Надлактицата, бидејќи зглобовите се постабилни на рамото, одошто лактот кој што лесно да се случи да се измести. Самиот сум крив за иста таква повреда, но за среќа тоа се случи во момент кога веќе бев хирург и бев во прилика да ја поправам состојбата пред родителот да дојде. Аха, да се реши проблемот на брзина. Докторе, доколку детето проодува и родителите го држат за рача, може истата повреда на исчашување да настане и тука? Многу често, меѓутоа во лактот. Исчашувањето е во лактот. Значи не е во рамото, само во лактот. Не во рамото, во И лактот. како изгледа детето со исчашен лакт? Обично ја држи раката покрај телото, во принудна положба, не дозволува воопшто никој да ја допре, затоа што нормално знае дека секој обид за вртење на дланката нагоре ќе предизвика болка. Бидејќи таа коска која што се изместува, фактички учествува во лактот. Под лактицата има две коски, едната која што е задолжена за движењето на флексија и екстензија и другата коска која што го дозволува движењето на ротација на раката, односно на пронација и супинација, тоа ги викаме ние. Тоа е состојбата кога е дланката нагоре и состојбата дланката надолу. Тие се случуваат во лактот, тие движења. Ако се извади коската од зглобот, предизвикува болки и затоа детето ја држи раката заштитнички кон себе си, не дозволува ни преглед, ни никакви движења. Бидејќи маневрот со местење на коската во тој зглоб кај помали деца е едноставен, ако се дојде веднаш после повредата. Значи не треба тука да се чека, веднаш. Пожелно е истиот ден да се дојде за трета. И едноставно се мести? Има механизам кој што се учи, кој што нашите учители не научија како да го правиме, и кој што е објаснет и во литературата. Меѓутоа не препорачувам луѓето тоа сами да го прават дома. Или додатка местачи?
Па, одењето кај местачи е еден проблем кој што мене не ми е целосно јасен, бидејќи, ајде да речеме вака, беа познати неколку местачи по градот, кај кои што луѓето ќе ги однесат своите деца. Кога ќе шинат раката или ногата, така го Отприлика. објаснува. Или при некој удар кој што го сметаат за не особено јак. Имаше, мислам, во текот на годините еден човек кој што се истакнуваше меѓу сите, кој што знаеше да препознае што е за кај него, што не е за кај него. А другите местачи не би можел да кажам, меѓутоа делуваат дека се обични масери кои што веруваат дека ќе помине се како она што родителите би направиле порано, дај да ти го бакнам рачето и ќе ти помине. Има доста, предпоставувам, театар околу целата таа работа, меѓутоа во поглед на стручност, за жал, само за еден човек сум слушал, а лично не сум го запознал. Меѓутоа родителите кои што одат кои што ги носат своите деца кај местачи, се обично од одредена популациона група и со одреден степен на, така да се изразам, едукација. Луѓе кои што не припаѓаат на таа група обично ги носат прво во болница децата за преглед. А докторе, понекогаш родителите знаат да кажат дека детето е шинало раката. Што одговара од медицинските термини за оваа состојба? Тие се некои термини кои што секојдневно се спомнуваат во нашата установа, во амбулантата или во ургентната амбуланта или во амбулантата за детска хирургија, кои што јас не ги разбирам целосно, се обидувам да ги научам, бидејќи она што за мене представува или исчашување на рака, на еден зглоб или скршеница, кај родителите се нарекува со други термини. И некој пат ми доведува до забуни, особено во моментите кога треба да им објасниме на родителите. Ама чекај, само пукната е раката, нели? Па не, скршена е. Ама само малку е скршена, нели? Па не, целосно е скршена. И па зошто не му е искривена раката? Се учиме заедно со пациентите да можеме да да се доведеме до ситуација заеднички да го зборуваме истиот јазик за да може да се разбереме. А во поглед на безбедноста, вие што спомнавте, колку е безбедно едно дете така да се игра или на друг начин да се игра. Јас не сум поборник кон тоа децата да им се забранува да играат. Некако добивам впечаток дека времето во кое што јас бев дете и времето сега е малку поинакво од аспект дека воглавно на децата родителите им се обраќаат со наредби во смисла седи мирен, молчи, немој да одиш надвор, немој да играш такви некои игри. Во смисол да се заштитат децата. Да не се повредиш. Да, меѓутоа презаштитнички се поставени кон детето. Така, може би е заради тоа што родителите, сите ние сме под напад на истото зло. Социјалните мрежи, телефонот и занимациите кои што ги носи користењето на тој телефон. Меѓутоа, со дете би морало да се на дете би морало да му се обрне внимание, начин да се заштити детето од сериозни повреди. Нашите учители обрнуваат внимание на 4 начини на кои што може да се заштити детето. Прво е ако се постават правила. Не чепкај во струјата, не чепкај ножеви, например, не оди таму без мене, ама да бидат некои правила кои што се лесно исполниви за децето. Не да бидат некои сеопсежни правила, ништо не смееш да правиш без јас да ти дозволам изричито. Тоа му ја намалува самодовербата на детето на тој начин, особено ако е тоа проследено со императив од страна на родителот или можеби закана. Само ако отидеш таму, тешко тебе. Сепак детето е радознало и сака да доаѓа во контакт со околината за да може подобро да ја владее околината и за да може самиот да научи како да прави интеракција со околината. Правење на некои специфични правила и ограничувања, ама специфични зборуваме, би му кажале на детето, тие работи се опасни. Другите работи не толку,
Меѓутоа, тие работи никако ни подразни. Потоа, секако дека здраворазумски е да се размислува, да се воведуваат некои да се заштитат детето со некои пасивни работи, во смисла ако е мало дете, ако е дете кое што е тек проодува или кое што тек почнува да го осознава светот околу себе, разумно е да има, како што родителите сега прават, да ги заштитуваат острите ивици на мебелот или да спречуваат некои фиоки или делови од намештајот да се отвараат на начин кој што би можело детето да се повреди или да пристапи до делови од мебелот или домашните алати кои што би можеле да го повредат. Меѓутоа, жалам што морам да констатирам од нашето скромно искуство што гледаме, родителите не обрнуваат внимание на другите два механизми на заштита на детето. Едниот механизам е со тоа што ќе учествуваат заедно со детето во играта. Тоа не значи дека родителите мора постојано да играат со децата, бидејќи сите ние имаме обврски, имаме некои обврски кои што ни се наметнати од работата која што ја работиме, други обврски од кои што сами си ги, да речеме, наметнуваме. Меѓутоа, тоа не би требало да биде изговор да не се поминува време заедно со детето во играње, каде што ќе може да му се дозволи одредена слобода, меѓутоа под надзор на родител. Имаме голем број на случаи каде што кога ќе го донесат детето повредено, како се повреди, кој го видел? Не знам, не бев дома, мајката била зафатена, детето тука играл некаде, што мислам дека не е оправдано. Но некогаш и најмало ни внимание на родителот може да резултира и со повреда кај детето. Може да доведе, меѓутоа не ако се доведе во ситуација детето, например, да игра на место каде што е опасно за него. За жал, има некои работи, некои повреди кои што се случуваат кога детето ќе испадне од отворен прозори или од незавршена тераса или каде што скалите во план наскоро да имаат гелендери, меѓутоа сега баш во моментов се реновира зградата или такви ситуации. Меѓутоа во такви ситуации колку е помало детето, толку е појасно дека родителот треба да биде присутен. Не да му ја ограничува слободата, а сепак да биде доволно блиску, што би можеле да кажеме, на дофат на раката, за да може да притрча ако може да спречи некоја повреда. И конечно, уште еден механизам кој што е многу битен, кој што не можам доволно да го нагласам, а тоа е еве да речеме еден интересен пример од нашата установа. Доаѓа дете со скршеница на раката. Се спушташе, вика, падна од точак. Се спушташе од водно и мајката вели, не докторе, тој нас ни вети дека веќе нема да оди на водно и ние му веруваме дека нема да оди на водно. 10 минути подоцна, додека чека детето, му пристапив и го прашав дискретно. Од водно падна. Да, сакаш да ја видиш снимката? Се снимавме на YouTube. Да ти ја покажам снимката како паднав. Откако заврши лекувањето, на родителот му реков, детето да продолжи после одреден период што го советував, да продолжи да спортува. Ако сакате да го заштитите вашето дете, со вакви ветувања и ограничувања нема ништо да постигнете. Мој најдобро намерен совет е таткото да земе точак и да му прави друштво на детето. Значи тоа е најдоброто решение. Најдобро решение тоа ми ако беше сакате да го заштитите. Тоа ми беше прашањето едно од предвидените. Како да се заштитат децата кои што возат велосипед, но и тротинет? Најдобро е ако е можно. Значи во друштво со родителот да возат. Па убаво е ако е можно. Не можат сите родители поради тоа што работни ангажмани, други обврски. Меѓутоа, ако родителот може да даде позитивен пример што да прави, како да прави, како да се однесува, може да му е зголеми само довербата на детето, односно да му е зголеми и довербата колку смее да си дозволи во текот на возењето велосипед. Бидејќи факт е дека ако ние не им посветуваме внимание на децата, другарите ќе им посветат внимание, YouTube ќе им посвети внимание и ќе им покаже на тој начин работи кои што нема да им ги објасни дали се опасни за нив, како точно се изведуваат. Ама ако родителот е присутен покрај детето додека ги прави тие првите чекори, секој пат кога се овладува нова вештина, тоа е сосема друга ситуација. Тогаш може и да го заштити детето во случај на пад. TikTok предизвиците исто така предизвикуваат
повреди кај децата, понекогаш за жал и пресериозни? За среќа, не сакам да звучи како фалба, меѓутоа во договор со моите деца, иако на големо нивно негодување, нивните телефони кои што ги користат мора да поминат, еден од условите да користат мобилен телефон кај нив беше да воведеме заштита од родител. Тоа го има во сите сетинзи и кај Apple и кај уредите кои што се наработат на Android, секако дека тие се обидуваат да ги заобиколат тие механизми на заштита. Меѓутоа тие предвидуваат апликација нема да може да се инсталира без изричита дозвола од родителот. Се обидуваат да ги надминат тие работи, но сепак после дискусија успевам некако веројатно да им објаснам кои работи сметам дека се опасни за нив. Дека некои од тие видеа кои што се покажуваат се опасни бидејќи не е тоа што нив им личи дека е така. Можеби тие личат возбудливо, и интересно. Забавно, така. Секако дека околината ќе ги притиска, дури и ако не им објаснам јас, ќе им објасни некој другаче, лесно е, добро е тоа, ќе видиш интересно е, број на лајкови, нешто кое што ние моравме скоро да го научиме, дека тие лајкови се оние кои што се јак мотиватор за нив. Така. Затоа повторно улогата на родителот е тука многу важна. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент да се јават во програма во телевизија Телма и да постават прашања. Почитувани, емисијата е контактна. А докторе, кои спортови може да доведат до повреда кај детето? И има ли некои спортови кои што ги советувате како можност за да бидат некоја безбедна зона? Па видете, постојано ми се жалат родителите. Добар е мојот син, ама е многу немирен. Нашето скромно искуство покажува дека само болни деца се мирни. Здраво, право дете не може да ја седи мирно. Тоа сака да истражува, сака да ги достигнува границите на своите можности, сака да ги достигнува границите на своите физички способности. И поради тоа глупаво е да се очекува од детето дека ќе може само со прости ограничувања и дај му телефон во раката и да седи мирен, дека ќе постигнеме некоја голема заштита врз детето. Секако има спортови кои што се поопасни, кај кои што можностите за повреда се поголеми. Жалам што морам да признам, меѓутоа возењето велосипед е поопасен спорт од што контактните спортови како што е фудбалот. Има поголеми шанси за повреда на внатрешните органи, поголеми шанси за повреда во смисол на скршеници, иако во поглед на иако тие се поретки повреди, ако се следат одредени правила, шансите се дека опасноста од такви повреди ќе се намали значително. Меѓутоа, навистина е така. И како што и во секој спорт има правила кои што се наменети за заштита, односно за безбедност, така и кај велосипедот. Не можам доволно да нагласам. Родителите им обезбедуваат на децата да возат велосипед, речи си никој не им купува заштитен шлем. А тој заштитен шлем не спречува повреда, да се разбереме, спречува катастрофални последици, во смисла скршеници на черепот, скршеници на лицето. Особено детските шлемови се направени со ригидна настрешница која што спречува контакт на лицето со подлогата. Исто така го заштитува во голем делот на черепната коска, на коските од черепот и спречува контакт со подлогата. Можам, веројатно, како можеби не е за фалба, но син ми успеа да скрши 2 шлема до сега. Тек има 12 години. Кој знае што не очекува натаму. Меѓутоа, за среќа, првиот пат кога го скрши шлемот, беше прилично силен удар со главата од асфалтот пред мене, така што ги разбирам целосно родителите кои ќе ми кажат пред мене, на 1 метар од мене падна и си удри главата. Се случува. Буквално на мои очи, на дофат од раката, изгуби равнотежа и падна со главата, удри од асфалтот, но носеше заштитен шлем. Значи, кој што си ја заврши шлем услуга. задолжително. Да. Ке го вклучиме гледачот, а Повеќе. потоа ќе продолжиме понатаму. Добар ден.
Добар ден за првиот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Дали се слушаме? Еве уште една можност за гледачот. Добар ден. Јас не слушам никаква активност од другата добар страна. ден. Еве ве слушаме, повелете. Поздрав до докторот и до вас. Ви благодарам. Сакам да прашам нешто. Така, повелете. Имам внука со скршеница, е во гипс сега. Така, 4-та недела му е, уште е во гипс. добра. Докторот ни препорача може да се движи со се гипс. Дали може да оди со се гипс или уште треба да мирува? Каде е гипсот на ногата? На ногата над коленицата е скршеницата. Така, докторе, Над да нема, коленицата. да Над немате коленицата. прашање некое. За жал, не можам само од сега достапните податоци да кажам за да го одговорам целосно вашето прашање, бидејќи има недоволно податоци. Во смисла на зборот, не знам која возраст е детето, не знам каков е типот на повреда, не знам каков е начинот на лекување на скршеницата досега. Во основа, предпоставувам дека докторот ви кажал, бидејќи уверен во текот на лекувањето досега, ако ви дозволил детето да гази, веројатно станува збор дека или е сигурен во собствената стручност, кога ќе ги земе во предвид целосно сите аспекти во поглед на скршеницата, неговото искуство, начинот на лекувањето, верувам дека затоа докторот ви кажал дека може да гази. Но бидејќи ги немам овие дополнителни податоци, јас ќе се оградам од поддршка на советот што ви е даден или од негово осудување. Така, ќе продолжиме понатаму, докторе. Разговаравме за возењето велосипед и за неопходноста од заштитен шлем. Ако смеам уште една мала дополна. Секако, повелете. Многу често знаат да дојдат деца донесени од родителот, каде што детето, особено тие се на возраст до околу 8 години, родителот сакајќи да ги пренесе полесно дома, ги става на задниот транспортниот дел од велосипедот и покрај тоа што е свесен дека можно е да се случи стопалото да се заглави помеѓу рамката и тркалото од велосипедот, најголемиот дел луѓето сметаат, па нема белки, баш сега тоа да се случи. За жал, тие се многу чести повреди кај нас. Проследени се во некои случаи со скршеници на скочниот зглоб, во други случаи е со тешни гмечување на кожата и со дефекти на кожата. Обично потешко се лекуваат повредите на меките ткива и одат со одредени компликации. Наспроти тоа го имаме детското седиште за такви ситуации, кое што има предвидено место каде што стојат нозете, каде се врзуваат и се на се седиштето чини помалку од што лекувањето на тие повреди. Можеби нема никогаш да се повреди ако не се носи седиште. Меѓутоа шансите дека ќе се повреди постојат. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дайте ми врска. Ало? Да. Во програма сте, повелете и го очекуваме вашето прашање. Ајде. Кој е вашето прашање? Добар ден. Ке ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Да, во ред. Следете го разговорот преку слушалката. Во ред. Благодарам. Го очекуваме прашањето. Ало? Само ќе ве замолам во интерес на времето што побрзо да го Ало? поставите прашањето. Повелете. Да, во ред. Се слушаме. Јас сум повозрасен. Имам 81... Ало? Се слушаме? Да, одлично се Ало? слушаме, но вие го немате намалено тонот на телевизорот, бидејќи слушаме ехо. Добро, добро. Ало? Јас ќе замолам од режија да му објаснат на гледачот на каков начин да се вклучи во програма, за да можеме да го слушнеме прашањето, а во меѓувреме да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Поздрав до доктору. Прашање, колку е опасно возењето на ролери? Така? Затоа што на тротоарите колите се,
А овие со ролериве децава мора да воза по улица. А тоа е премногу опасно и мојата внука и неколку пати има паднато. Така, има паднато со ролери и прашањето ви е дали постои опасност од некакви сериозни повреди и начин на заштитување предпоставува. Секако. Како и секој друг спорт, и возењето ролери е многу убаво за децата, бидејќи ги активира сите мускули од телото, го подобрува, ја подобрува координацијата, ја подобрува равнотежата и општо земено е добро заради сите претходни работи кои што ги спомнав, но како и другите спортови, тоа има своји правила. Секако верувам дека не се секаде достапни инфраструктурните објекти за да може да се користат ролери и нема да навлегувам зошто е тоа добро или лошо. Главно е за да се спречат повреди, по можност најдобро е ролерките да се возат на мазна површина, да се користат, да се придржуваат до правилата за користење на ролерките, кои што сигурно се објаснети на амбалажата, ако не, од совети од поискусни. И не можем повторно доволно да нагласам потребата од користење на заштитни средства, во смисла штитници за колената, штитници за лактите, штитници за рачен зглоб и штитници за глава. Бидејќи шансите дека ќе падне и дека ќе се повреди се големи. Особено кај ролери шансите за скршеници се најголеми и најизразени на долниот дел од ногата и тие знаат да се случат во ситуации кога не е соодветно облечена чизмата, кога не е соодветно стегната, но секако ако се придржувате до правилата за безбедност, а навистина на интернет има доста упатства како точно и безбедно да се возат ролерки, верувам дека ќе ги намалите значително шансите за повреда. Ги охрабрувам сите спортски активности, затоа што се користа која што може да се добие од редовно занимавање со спорт е поголема од опасноста од повредите. Но сепак многу родители стравуваат нивното дете да не се повреди, ете не му купуваат ролерки од безбедносни причини и се обидуваат да пронедат спорт во кој што детето би можело да ги избегне повредите. Што советувате? Постои ли таков спорт? Јасно ми е дека луѓето ќе гледаат колку што е можно поевтин начин на спортување за нивните деца. А јас мислам дека можеби од фудбалот поевтин нема заради тоа што или кошарката, заради тоа што се што е потребно е една топка. Меѓутоа сепак во сите спортови кои што ќе им се дозволат на децата да се прават, пожелно е да им се објаснат ограничувањата, да им се објаснат правилата, да им се објаснат правилата на игра и правилата како да се држат себе си да се заштитат во тек на спортот. А дали спортовите во вода може би се побезбедни од аспект на повреди во однос на останатите? Секој спорт, повторно, од опасност дека ќе звучам премногу општо, секој спорт си има своји спецификации и спортовите во вода не се помалку, не се разлика во однос на тоа. Секако првите контакти со водата убаво е детето да ги прави под контрола на родител, да му се објаснат работите. И секако да му се направат некои општи ограничувања, да не биде баш целосно да се ограничува слободата. Меѓутоа, секако опасности од вода постојат заради опасноста од давење, опасноста од повреди со подлогата и опасноста од начинот на кој што се практикуваат водените спортови. Особено ако не му се нагласи тоа доволно на детето. Например, само да речеме при користење на базени. Ако само на детето му се каже немој да скокаш во водата, тоа не му кажува ништо посебно. Меѓутоа, ако му пристапите на детето со должна почит, сепак детето има свое разбирање. Сепак детето има можност да одлучува како ќе постапува. Ако му кажете, овој дел на базенот е опасен, заради тоа што може да се лизнеш на плочките. Внимателно пристапи до ивицата. Ако се фрлаш во водата, внимавај, фрли се на овој начин. Не во овој дел од базенот, бидејќи е плитко, бидејќи можеш да повредиш тоа и тоа. Ако му дадете некои специфични упатства, има поголеми шанси дека детето нема да се чувствува навредено, а децата знаат да се чувствуваат повредено ако име навредувате интелигенцијата, ако кажувате општи наредби, се ти е забрането, нормално дека кај детето ќе предизвика и револт и желба
нешто да провери без ваша дозвола и тоа ќе го направи во време кога вие не сте во состојба да го надзирате. Кога детето ќе падне, ќе има некаков пат и ќе се пожали на болка, силна болка во раката, во ногата, што или пак во главата, нели може на глава да падне, што родителот треба да направи во тие моменти? За жал за повредите на глава ќе морам да се оградам, бидејќи најголемиот дел од повреди на главата кои што го вклучуваат мозокот е област која што ја лекуваат неурохирурзите. Кај нив нема разлика во поглед на тоа дали лекуваат возрасен или дете, бидејќи тие ги лекуваат повредите на мозокот. И тие се стручни за тој тип на повреда. Меѓутоа, за другите работи, во поглед на повредите на носот, си земав за слобода да ги погледнам вашиот канал и видов доста убаво гостување на докторка од клиниката Зуба, нос и грло, каде што одлично ги објасни повредите на носот и компликациите и опасностите. А во поглед на кога детето ќе се пожали на болка, не е невообичаено да дојдат родители со дете кое што веќе одредено време се жали на болка после пад, во кој што ситуации наоѓаме стара скршеница, под стара подразбираме нешто што е постаро од еден ден, кое што детето ја носело, меѓутоа од различни причини или не обрнало доволно внимание на родителите на неговите тегоби, или можеби родителот немал прилика да го донесе за преглед. Меѓутоа, во најголемиот број случаи, повеќе од половината, морам да признам, родителите знаат да изреагираат панично и да ги донесат децата за преглед и покрај тоа што станува збор само за набиеници. Тоа не го кажувам во смисла на осуда на родителите, бидејќи секој родител, нормално, здравието на неговото дете му е најважно. Иако постои една хумористична изрека која што ја имав прилика да ја потврдам кај родителите кои што имаат повеќе од 2 деца. И која што вели, кога првото дете ќе ти ја удри главата, брзаш на ургентен центар веднаш, без разлика каква му е повредата. Кога четвртото дете ќе си го скрши носот, му даваш салфета и му велиш да излезе надвор за да не крвари на тепихот. Луѓето кои што имаат повеќе од 2 деца го потврдуваат тоа. Меѓутоа, тоа е заради тоа што секој наредно дете со секоја негова повреда дава повеќе искуство на родителите, знаат кога е време за паника. Така, искуството си го прави своето. Обично, кога детето ќе се пожали на болка, најголемиот број родители има приметено дека не доаѓаат веднаш, туку чекаат да видат како ќе биде прогресијата на таа болка. Ако зборуваме во ситуации во кои што нема видливи деформитети, видлива рана, туку е само набиеница. Обично ги почекуваат малку, дали 1 сат, дали 1 ден, Дали ќе се за да смири? се види дали ќе се смири болката. А доколку не се смири, тогаш веднаш кај Нашите детскиот учители, хирург. Така. извинете што ја прекинувам, нашите учители имаа изрека, учителите на детска хирургија, зборувам од болницата во која што работам, имаа прилика да кажат дека 95% од повредите кај децата најдобро се лекуваат во прегратките на родителот. Ние сме за останатите 5%. За 5%, така. Како ќе се разликува помеѓу едното и другото, за секоја ситуација во која што родителот има сомнежи дека станува збор за сериозна повреда, треба да биде донесена за преглед. Имам уште еден гледач, ќе го вклучиме. Добар ден. Ало, Повелете во програма сте. добар ден. Добар ден. Се слушаме? Одлично, повелете. Да. Јас сум повозрасен, Така, 81 година терам. така. Така, на 16-17 години имам фрактура на лактот, левата рака лактот и фрактура епикондали, ако не се лажам, да. И доктор Наце во тоа време, која година не знам ние веќе, хирургија во градска болница ми го намести делчето што беше отчепено од зглобот. И така, после зараснување и опоравување се бавев со гимнастика. Повтор пат ми се случува исто тоа и мораше да се извади тоа делче од лактот, да кажеме така. Нема проблеми, никаква после заздравување, проблеми, но од време на време, ако ме фатеше промеја, ми се укочуваше раката под прав агол така и траеше тоа, може би недела дена и така натака.
И одевка и доктор Джолев, ако ортопед во градска болница, во државна болница, и ми рече да снимка имаше и се гледаше околу лактот, на дворечниот дел од лактот, калцификати ко ситни зрнца од орис. И ми рече докторот, вика, може ова да се оперира, да се излезат тие, но не би ти препорачал, бидејќи и после оперативниот захват ќе се стварат наново. И така, вика, ако не ти пречи, не ми пречи, така натака. И претпоставам дека не ви пречи? И не ми пречи во движењето на раката. Така. Во задно време, ова втор пат ми се случува, сега моментално исто, ослабнан сум доста, ми се јавува на надворешниот дел од лактот ко едно балонче полно со течности, не знам ни ја што е. Се случува. Да, и сега, добро, знам ќе ми препорачате. Предпоставам прашањето ви е што понатаму треба да преземете, дали има некоја постапка за да се реши вашиот проблем? Тоа е, дали е течноста, дали е шоле лимфа. Така, за што се работи? Ви благодарам за вклучувањето во програма, што можете да советувате покрај тоа што сте детски хирург. Секако. Човекот си кажа дека имал повреда на млада возраст, Во детството. може би повеќе во адолесцентната возраст, мислам дека спомна 16 години. На сите детски хирурзи кои што работат со скршеници, најголем страф ни се повредите на лактот. Бидејќи коските кои што учествуваат во формирањето на лактот, во деловите кои што учествуваат во формирањето на зглобот на лактот, имаат зони на раст кои што многу малку придонесуваат кон линеарниот раст на коската. Поради тоа, шансите за поправки на некои деформитети кои што ќе останат при лекувањето на скршениците на лактот се многу мали. Поради тоа и нашите учители и во текот на мојата специјализација од детска хирургија и претходните учители постојано нагласува дека е неопходно многу да се внимава со лактот. Во поглед на она што го мачи господинот, верувам дека станува збор за воспаление на бурзата. Односно, тоа е едно кесиче кое што се наоѓа помеѓу коската и кожата и кое што помага на зглобот полесно да лизга под кожата. За таа ситуација, сметам дека добро направил што зборувал со ортопед, заради тоа што тие ги лекуваат тие состојби, односно компликациите и деформитетите како резултат на повреди во предел на зглобовите. И во поглед на тоа кесиче што му се појавило со течност, треба да се упати повторно кај докторот ортопед или травматолог, подобро по негов избор, но тие знаат како да препорачаат начини за лекување на таа состојба. Дали ќе биде тоа со оперативен третман или со конзервативен третман во смисла на употреба на лекови и прирачни средства, тоа ќе биде врз основа на тоа кој како доктор има искуство со лекувањето на таа состојба, но го охрабрувам да се упати повторно на преглед кај ортопед. Докторе, за колку време зараснува скршеницата кај децата? Многу зависи од повеќе работи. Зависи од тоа колку е мало детето, односно која е возраста на детето. Тоа има голема врска со дебелината на обвивката која што ја обвиткува коската. Колку е подебела обвивката, толку е поверојатно дека побрзо ќе се излекува скршеницата. Зависи од тоа дали е скршеницата блиску до зглобот или е на средината на коската. Зависи од типот на скршеницата на коската, зависи од типот на коската, односно од видот на коската, бидејќи во одредени случаи скршениците на средишниот дел на коската кај едни коски се лекуваат полесно, кај други потешко, што има врска со физиолошката исхрана на коската, односно од артериите кои што ја хранат коската. Кај едни е малку поголема, кај други е помала. Зависи од местото на скршеницата, но кај сите е различно. Кај сите коски, се извинувам, не е кај сите различно, туку кај повеќето коски се важат истите принципи.
Она што претпоставам, ако смеам да си земам за слобода, она што најчесто се гледа кај нас кршеници на клучната коска кај мали деца, представуваат голема причина за паника кај родителите. Меѓутоа, таа коска, не зборувам за подоцнечни повреди. Клучна коска е таа што се наоѓа кое што де факто ја поврзува раката со скелетот на рбетниот столб. Посредно преку градниот кош. Скршениците на клучната коска кај деца речиси никогаш не се оперираат, бидејќи секогаш зараснуваат добро. Таа има голема дебела обвивка која што едно е заштитена од обвивката на самата коска, друго е заштитена од мускулите кои што се околу коската и тие доведуваат во огромен број случаи добро зараснување на скршеницата и добро ремоделирање откако зарасне, дури и ако деловите од скршеницата делуваат првично многу изместени. А има некои други коски исто така што никогаш не се оперираат доколку се скршат? Повторно ќе нагласам, тоа има врска со местото каде што е скршена коската, со типот на коската. Да речеме како клучата коска, дали и бутната коска или не е така? Тоа се веќе работи кои што се предмет на дискусија, односно на консензус за одредени случаи, додека за други случаи консензусот е јасен. Имено според германската литература се оди кон тоа лекувањето колку што е можно по-конзервативно да биде до возраст од околу 5 години, бидејќи според германските автори се смета дека најголем број случаи на скршеници на бутната коска може да се лекуваат успешно само со имобилизација и со местење, предходно прво местење на скршеницата и потоа обезбедување на оската на скршеницата, добиена на тој начин, со гипсена имобилизација. Меѓутоа, во други случаи, и особено над возраст од 5 години, многу поуспешни резултати се добиваат со оперативен третман, заради тоа што коската од сите страни е обкружена со јаки мускули, кои што многу лесно ја изместуваат. И во такви случаи со оперативната процедура полесно се добива ситуација каде што текот на лекувањето е предвидлив, многу попредвидлив од што со конзервативен третман. Докторе, ви благодарам многу за вашето гостување во денешниот магазин за родителство 0+. Ви благодарам на поканата. Јас се надевам дека ќе се видиме повторно, инаку емисијата ќе завршам со тоа што ќе им кажам и на гледачите дека во денешната емисија вие гостувате всушност по сугестија на неколку гледачи кои што ни пиша на нашата страница на Facebook. Да. Благодарам. Тоа е голема чест за мене што некој се ме запамтил поради нашата интеракција во лекувањето на детето. Ви благодарам уште еднаш и благодарам и на гледачите што ме следеа и денеска со внимание. Почитувани ви посакувам пријатен ден.